На изложбата што Центарот за културно наследство ја прикажа во јануари месец во културно-информативниот центар, беше представена катастрофалната состојба со вредните споменици на културата во Македонија, а меѓу нив во најстрашна состојба може да се каже се црквите од средниот век или понови. Но еве сега имаме ситуација на градење на нова црква и собирање пари за изградба на нови цркви. Точно така, ние еден дел од состојбата на културното наследство го презентиравме на изложбата. Јавноста поширока можеше да се запознае за катастрофалната состојба, затоа што тоа ништо што може да се види, документирано е во слика. Многу малку се инвестира во заштитата на културното наследство, особено во она што значи сакрално, и го представуваат во најголем дел православните цркви и манастири. Во овој контекст е навистина загрижувачки, затоа што токму тие цркви и манастири представуваат и ремек дела на византиската уметност, за кој е загрижена и целата светска јавност, особено научната, во каква состојба се, затоа што се предмет на проучување. Предмет на монографски изданија или на проучување на одредени иконографски циклуси кои што се насликани и сочувани токму во црквите кои што се во Македонија, на територијата на Македонија. Изградбата на новите цркви секако е нешто што треба да се оди во континуитет во рамките на потребите на црквата како институција, но и црквата како собор на верници, во вистинска смисла на зборот, тоа значи собор на оние, собор во Христа, на верните во Христа. И собирањето на пари ми се чини сосема логично врз основа на примерите што ги имаме од средниот век па се до крајот на 19-ти, вклучително и до денес. Тоа е во секогаш одело во рамките на црковни одбори при самата црква, самите верници, самиот народ собира средства и тие средства ги донира за изградба на црква како своевиден принос кон одреден светител, нели, и во крајна линија кон Христа за спасение. Она што денес се случува со изградбата на црквите, за жал ми се чини дека излегува вон од она што значи православна практика, иако живееме во едно современо граѓанско општество, во кое што црквата е одвоена од државата. Во овој контекст, она што е лошо, кога и што можеме да го забележиме од искуствата на нашите соседи, пред се лошите примери со кои што се судри српскиот народ во времето на Милошевиќ и преголемото доближување на црквата до државата доведе до она ситуација во која што се денес и борбата за чување на територија, како православна територија, се покажа дека е неуспешна и погубна токму за српската држава. Значи, во контекстот на православната, историјата на православната црква, борба за православна држава не постои. Секогаш се говори за борба за православен народ и борба за чистота на верата. Значи, црквата треба да се грижи за православниот народ. Народот да биде православен, а не државата. Но ако се вратиме во сферата на културното наследство, на она што е практично највредно, ќе видиме една парадоксална ситуација. Ова што е прикажано во вашите материјали, во вашата документација за состојбата во која што се наоѓаат вредните цркви во Македонија од една страна и од друга страна таа потреба да се градат нови цркви кои што не знаеме каква вредност предпоставуваме дека би биле вредни, но не знаеме однапред. Вие ги прикажавте овие документи во каква состојба се црквите во Македонија. Дали некогаш некој од владата или од Министерството за култура се заинтересира за овие ваши документации? За жал не. Апсолутно немавме никаков повратен ефект, ниту пак беа поканети сите, вклучително и Министерството за култура и на изложбата. Тоа планираме да го направиме и со промоцијата на извештајот кој што ќе биде на 26-ти овој месец. Се надевам дека тогаш некој представник ќе дојде од Министерството за култура. Најжалосно е што не дојде ниту еден официјален представник од институциите надлежни за заштита на културното наследство. Што значи дека
Дефинитивно државата апсолутно не е заинтересирана за решавање на проблемите со состојбата на културното наследство и со неговата адекватна заштита и презентација. Многу повеќе се интересира за создавање на ново културно наследство и нови цркви. Во овој контекст, новите цркви не ги сметам за кога станува збор за државата, доколку таа не се јави како улога на актитор, на донатор, се до тогаш апсолутно нема никаков проблем. Ангажманот на премиерот околу изградата на црквите исто така не го сметам за многу проблематичен, освен од аспект на тоа на податокот дека би било добро некоја таква донаторска конференција каква што се прави за изградба на новите цркви да биде посветена и за заштита на најзначајните примероци кои што се наоѓаат во многу лоша состојба. Пожално е, како пример би кажала, ние не сме биле од минатата година во Курбиново. Не знаеме сега каква е ситуацијата, во меѓувреме имаше и некои послаби земјотреси. Таму е статиката дефинитивно пореметена, црквата Света Богородица Перивалета и покрај грантот апсолутно не е заштитена, напротив, мерките кои што беа преземени од експертите од Советна Европа делуваат негативно, ја влошуваат состојбата. Црквата Свети Ѓорги во Стара Горичина исто, да ја посочам црквата Света Богородица во село Дреново, еден извонреден примерок на византиската уметност и како архитектонски објект, кој ниту е адекватно заштитен, ниту е адекватно презентиран. Има мноштво, голем број од џамиите кои што не се заштитени и овде би сакал исто така да укажам еден феномен со кој што се судираме во општеството, а веќе ни станува препознатлив белег на нашата држава. Во периодот кога ги посетувавме токму џамиите и разговаравме со надлежните кои што се грижат за џамиите, секогаш ни говореа дека очекуваат помош од турската влада. Што е парадокс, затоа што се тие споменици на култура. Имаме примероци, Мустафа Пашина џамија е токму со грант од турска амбасада. Истото со грант од американска амбасада е конзервирана и шарената џамија во Тетово. Проблемот со текето, сега повторно ќе го споменам, никој апсолутно не се грижи, тамо све пропаѓа. Еден извореден примерок, еден од ретките во Македонија. Пропаѓа. За такви објекти сметам дека државата прво мора да има пари, затоа што тоа е нешто што е законска обврска. И тука премиерот треба да ги спроведува законските одредби, да се грижи за спроведување на законот, за да ги заштити спомениците на култура, односно културното наследство како потврдени вредности. Ова се друго е во рамките на неговата добра волја и желба да помогне, дури како верник или како представник на, макар и традиционален, не навлегувам во тоа како верник е, значи има право, но тоа е нешто што е споредно, а примерна задача е на премиерот да се грижи за спроведување на законот и на она што е потврдена вредност, и во овој контекст очекувам некоја слична донаторска конференција да биде одржана токму за собирање средства за заштита на она што е највредно. Би сакала само да дополнам дека кога ќе го промовирам извештајот, завршниот извештај од проектот Мониторинг на културното наследство, во кој што увидот во состојбата ни беше примерна задача, ќе изработиме и листа на најзагрозените. И исто така ќе предложиме мерки. Кои мерки треба да се преземат за да може да се обезбеди подобра и адекватна заштита и презентација, но тоа ќе го направиме кога ќе го промовираме извештајот. Но што се однесува до листата на најзначајните и најзагрозените, таа ќе ја доставиме и до Министерството за култура. Годинава повторно е објавен конкурс, веќе излезе, мислам дека на 6 беше објавен. Во услови кога најголемиот дел од институциите се уште не ги има добиено средствата кои што им се одобрени според конкурсот што минатата година беше објавен. Повторно немаме ставка увид, кој што мора да биде една од главните задачи на институциите, затоа што без увид во состојбата не може мериторно да се програмираат активностите, затоа што ако вие не ја знаете каква е состојбата, како ќе предвидите кој објект треба да биде ставен во програмата и за кој објект, кои видови на активности треба да бидат барани или програмирани и по нив да се постапува.